Добре дојдовте. Каков е амбиентот за развивање на стартап бизнис во Македонија? Зошто толку тешко креираме успешни брендови во земјава? Во Македонија има луѓе и има идеи, што не достига? Прашање за моите денешни гости, Синиша Пекевски, пиар специјалист, и Илија Лалковски, Талнец, една успешна стартап компанија. Ќе зборуваме продолжение. Добро дојдовте. Добро најдов. Добро најдов. Еве генерално дилемата што ја постави во најавата на емисијата, зошто ни оди тешко создавањето на брендови во земјава? Синиша, какво е вашето видување? Па заради тоа што прво фала за поканата да бидам гост во Телма, посебно во вашата емисија. Второ, зошто оди тешко? Заради тоа што веројатно тоа зависи од македонскиот менталитет кој секогаш на маркетингот гледа како на трошок, не гледа на инвестиција. И секогаш тоа е последниот дел во кој инвестираат средства. Некако не се фокусираат во креирање на додатна вредност, туку се фокусираат на краткорочни бенефити кои сакаат да ги добијат од работата и од бизнисот кој го работат, и веројатно тоа им е на последно место во делот на позиционирање како сериозна компанија или сериозен продукт, заради тоа што тоа изискува дека понатаму треба да ги следите сите она што сте го ветиле, треба да го испорачате. Тука доаѓаме до проблем, затоа што тоа е веќе тешко да се одржи. Многу е полесно да стигнеш до некој ниво, но кога ќе стигнеме до тоа ниво, средствата се многу поголеми во делот да треба да го одржиш тоа ниво. Илија Лалковски, еден од основачите на стартап компанија Талнец, фирма, компанија, практично платформа која користи машинско учење и компјутерска визија за анализа на фудбалските надпревари. Свативте дека фудбалот како најпопуларен спорт на денешното време, игра која врзува милиарди луѓе, има поле за работа и користејќи го вашиот бекграунд, направивте алатка која може успешно да се продава. Синиша вели, имаме таков менталитет и заради тоа создаваме тешко брендови, меѓутоа зошто не можеме да ги следиме, например, балтичките примери, естонското чудо, еве Skype неодамна сгасна, многу прашања и дилеми. Па добро, веќе конечно и го нема, сгасна, се претопи претходно одамна. Многу успешна и мотивирачка приказна. Да, еве конкретно за вашиот пример, како вашиот Талнец заживеа, што ве инспирираше, мотивираше и зошто нема повеќе такви приказни? Така, значи, ајде речеме како во секоја земја во развојот се следи одреден пат, така да во последниве 10 години македонската индустрија, особено IT индустријата, повеќе беше насочена кон сервисна индустрија. Значи не создавање на стартапи, не создавање продукти или собствено IP, но тоа е дел од развојот, затоа што се атрактуваше доволно капитал во земјата, каде што сега мислам дека е право време да се создадат продукти и стартапи кои што ќе бидат успешни и ќе делуваат мотивирачки. Така да еден од главните проблеми каде што немаме доволно стартапи, би рекол е едукација и капитал. Значи ноу-хау ни фали. Ноу-хау ни фали, особено од маркетинг, од бизнис и како тоа можеме ние брзо да движиме. Многу сме насочени, ајде речеме, руска школа, проблем солвинг, како решаваме технички проблеми, но да се успее во бизнисот, не се само техничките проблеми, ни е потребно и продажба, маркетинг, но да не забораваме и алокација на капитал. Значи многу треба да пробуваме за да успееме. Треба да има 1000 стартапи да успеат 5. Значи, изата е статистичка. Значи, сепак е и до прашање до менталитетот, тоа што го загатна Синиша, ни должиш одговор, меѓутоа во продолжение за Талнец, примерот како како го пробивте, меѓутоа претходно сакам Синиша да го прашам, додека сме кај успешните примери од странство, специјализираше на балтичките земји, беше до едукација таму, сега градиш академска кариера во Словенија. Докторирам на полето на стартап, бев не на специјализација, туку на Study Research во Литванија, на најуспешниот и најдобриот бизнис скул или бизнис универзити во Вилнус, и имав среќа да разговарам со голем број на лица кои се дел од стартап индустријата, поготово и со e-Residence, кој е еден од топ програмите во Естонија, и како они стигнале до тоа што стигнале. Разговарав и со Стартап Литванија, со директорката на Стартап Литванија, што ми даде супер информации поврзано како они го гледаат, но она што ми се надоврзал не е само локација на капиталот, туку е и до менталитетот, бидејќи кај нас некако не учат иди запости се во државна фирма, немој да
да бркаш работа, може нема да успееш, као фейлер е нешто што е многу страшно, за разлика од тамо, го стимулираат неуспехот, бидејќи така ги градат луѓето и го градат тој менталитет. Што значи дека преку менување на менталитетот многу полесно се стига до повисоко ниво и до развој. Кој конкретно беше најполезно, најкорисно искуство што го стекна во балтичките земји за времето на нетворкингот и како сознание повеќе? Па како сознание, како стигнале, на пример Естонија како стигнала, првата наједноставно или најпросто кажано, кога веќе станале држава 90-тите, 91 година, се договориле што да прават, бидејќи таму нема некоја индустрија, мала држава, како може да успеат. Првото нешто што се договориле е тоа дека ќе направат техничките науки, ќе ги унапредат, и втората работа ќе го покријат, значи ќе идат во тој дел. Почнале со интернет, покриена. Естонија е првата земја која има 100% покриеност на интернет. Се стимулираат младите да отвараат собствени бизниси, поготово во IT сферата. И државата увидела дека преку поддршка и преку различни програми може тоа да го унапреди до највисоко ниво, што еви примерот покажува Естонија е една од најразвиените држави на полето на стартап. И денес во Естонија, Литванија и Латвија не е најпосакувано работно место во јавна администрација? Апсолутно не. Дури луѓето не сака да работат во јавната администрација, бидејќи платите во приватниот сектор се далеку поголеми, но нема да кажам и Латвија, бидејќи Естонија е најразвиена, но Литванија со големи чекори се движи напред, бидејќи Естонија во моментот се соочува, капиталот го има, но се соочува со луѓе како да human capital, како да привлече атракт. Добро, и Рига како главен град на Латвија во последно време е центар на многу стартап конференции. Се развива, но сето тоа каска. Ако зборуваме со Македонија, тоа е Ферари, но ако зборуваме со Естонија и со Литванија, каска многу зад нив. Еве наши млади луѓе успешни, еден од нив Илија Лалковски со своите партнери, има IT бекграунд, една фирма успешно продадена и потоа пред неколку години решавате да ја создадете Talnets со швајцарски партнери при тоа и сега нудите кратки видеа, машинско учење, компјутерски анимации го анализираат фудбалскиот надпревар и при тоа оваа технологија треба да им помогне на фудбалските клубови, академии и лиги да откријат млади таленти на поефикасен и објективен начин. Значи, на некој начин правите апликација за скаути, оние фудбалски скаути, и менувате фудбалските агенти? Така, еден сегмент е дисраптната на целата индустрија, бидејќи спортската индустрија е последната што се дигитално се трансформира. Така да ние сме платформа која што го помага развојот на младите спортисти од бизнис одлука и како најголем спорт е фудбалот, затоа е одлучено да биде првиот спорт, но нашиот фреймворк за препознавање на таленти и правење на анализи може да се аплицира во сите спортови. Така да во првата фаза се фокусираме на фудбал, од еден фудбалски меч ги вадиме со помош на вештачка интелигенција најбитните моменти, правиме анализа на самите играчи и даваме еден пресек каде се тие играчи, каде може да се подобрат. Значи каде може да подобрат играта на фудбалските клубови и решаваме проблем брзо да стигнат до фудбалските таленти и како да ги подобрат играчите во својата академија. Ги запознавте луѓето од Фудбалската федерација на Македонија со ваша Да, имавте состанок? Да, имаме разговори. Како наидували на прием тоа и кои освен нашава ФФМ, кои фудбалски лиги ги таргетирате? Сконцентрирани сте во Европа, бидејќи тука се најпопуларните првенства практично. Така, сконцентрирани сме во Европа и во Јужна Африка, не само како државата Јужна Африка, значи Јужноафрички континент, ги покриваме. Нашата таргет група се од 20 години и помлади. Значи од 10 до 20 години фудбалери, каде што во секоја фаза од нивниот развој ние допринесуваме. Со анализи правиме еден пресек, каде може да се подобрат, каде може да одат. Да, и југоисточен регион исто така има многу таленти, но тие не се видени, не се доволно развиени. Со оглед на тоа што имате партнери во Швајцарија и во други земји во Европа, каков е одзивот од таму? Може ли нешто поконкретно да добијам како сознание од вашите состаноци или вашите средби или од активноста ваша во Германија, Швајцарија или на пример, еве, дали ставте до Швајцарија, како Ла Лига или Премиер Лига во Англија како една од најпопуларните? Значи нашиот фокус е повеќе на младите категории, така да соработуваме со неколку швајцарски клубови од помладите категории, таму на повисоко ниво се случува тренизите, плановите, анализите, има луѓе кои што се едуцирани и ги разбираат тие анализи и тие бројчиња и прават план како да се доразвијат играчите.
Така да тоа што треба за овој југоисточен регион, што е разликата, каде тоа е едукација за тие видео аналитичари да ги разберат податоците и да направат план за развој врз основа на тие податоци. А што со останатите лиги од регионов? Балканските лиги исто така се голем регрутен центар за фудбалски професионалци понатаму, кои би млади таленти од тука. Нели има позната е онаа школа на Динамо Загреб на пример? Така, на Звезда. На Црвена звезда од регионот, па веројатно затоа ја таргетирате земјите од Јужна Африка, од таму исто така многу фудбалери доаѓаат во европските лиги. Во Европа и првата станица е во Југоисточна Европа, а после тоа во топ 5 лигите. Така да имаме и соработка, пилот проект со Црвена звезда. Што велат луѓето од Црвена звезда за вашата алатка? За вашата алатка многу им допринесува во развојот, да видат во индивидуалниот перформанс на играчите каде се, прават анализи, значи имаат они веќе вработено неколку аналитичари кои што знаат тие податоци да ги преведат до развојна. Да стане појасно и да им преведеме и на гледачите, и јас да разберам убаво. Станува збор за платформа. Таа платформа може да стане телефонска апликација, да се инсталира на секој телефон и компјутер? Да. Значи достапна е и како мобилна апликација. Така. И потоа како функционира во пракса? Како тоа на пример како се следи еден надпревар од младинска лига за да се регрутира, за да се детектира прво супер талентот од младинските категории? Така, значи потребно е, ние анализираме вистински фудбалски мечеви, значи не тренинзи. Од фудбалските мечеви за секој индивидуално градиме статистики и метрики. Од еден надпревар извадиме преку 600 статистички податоци. После тоа се гради профил за играчот и ги рангираме тие играчи во лигата. И така испливуваат најдобрите играчи во лигата и кои се нивни слаби параметри. Кои се добри параметри, кои се слаби параметри. Во зависност од возрастната група може да им се даде план каде може да се подобрат тие што се послаби, а најдобрите веќе да им се прати профилот на играчите на скаути и така да бидат видени од скаути. Има видео хайлайти, има статистики, каде рангираат, во кои статистики се најдобри и така да скаутите им помага од кој профил на играч им е потребен да си го најдат на нашата платформа. Значи можеби да бидете да станете многу скоро и мета таргет на обложувалниците, бидејќи тие ваша алатка и ваши услуги што ги нудите може да бидат корисни како анализи и за обложувачите. Да, но бидејќи таргетот ни е на 20 години помлади, веќе ајде да речеме идеме и од морални етички причини, ама и под 18 години е веќе со закон ограничено тие податоци се користат за вакви цели. Еве зошто оваа идеја на Илија Лалковски, неговиот тим, неговите партнери и колеги, не е почест пример во земјава, бидејќи како што рековме на почетокот се согласивме, има луѓе, има идеи, недостига можеби менталитет предприемачки и како рече Илија недостигаат бројки, бидејќи мора да се запази играта на бројката, треба да има 100 обиди за да успее 1 или 10. На пример, како не е толку тоа од 101, туку е 9 од 10 пропаѓаат, што значи дека негде околу 10% е успешноста. кога станува збор за менталитетот, прашањето на менталитетот, за фейлер, како да се слаби сега си во Словенија. Словенија на пример успеа уште многу одамна да креира онаа алатка Talking Tom, онаа мачката што зборува и да ја продаде во милионски или не знам какви износи. Има и други успешни примери од регионов, сега не ми текнува. Имаат хрватите супер успешна апликација, имаат србите. Не е само тоа, туку Зошто ние не? Тоа е Тоа прашањето. што поддршката првично треба да дојде од државата. Се додека државата не дае вистинска поддршка, не можеме да очекуваме било какви резултати. Примерот ако го земеме во Хрватска од Римац Ауто, дури сега оние сваќаат вистинската вредност на Римац Ауто и задните два експо го промовираат како најдобар производ, но додека Римац Ауто стигна да биде тоа што треба да биде, он си го знае како тој пат го поминал и како Volkswagen, тоест Porsche, влегоа со финансиски удел. Не може да разговараме ние тука за развој на стартап системот кога државата го укинува единствениот фонд за иновации и технолошки развој, кога државата не одвојува сериозна сума на пари, ако ви одвоите 5-6 милиони годишно, тоа е буквално ништо. Значи, не треба да зборуваме за средства од 50-60 милиони, па рачунајте дека од една таква успешна апликација, ако се продаде, значи парите се враќаат за 10 години буџети. Но нема визија. Прашањето беше зошто србите, хрватите, луѓе со сличен менталитет, со кои до пред 3 децении делевме заедничка држава, успеваат да креираат повеќе. Дали станува збор повторно за игра на бројките, бидејќи станува збор за побројни нации едноставно, па
Целата работа е што политичките партии немаат визија. Го земав примерот со Естонија, бидејќи тие имале визија што сакат. Хрватска сега ја гради визијата врз параметри, задните неколку години ја гради. Србија донесе пред 2 години закон за стартап бизниси и го регулира тој пазар. Кај нас стартап се уште не има дефиниција што е стартап. Секој е стартап. Цвеќарница е стартап, неговата компанија е стартап. Неговата приказна е успешна затоа што он веќе Како немаме историја кога јас се сеќавам, а заедно и сме соработувале, тука сме некаде, го паметам Синиша Пекевски уште на времето кога заедно организиравме обуки во бизнис инкубаторот во Скопска автокоманда и доаѓаа многу млади луѓе, веројатно и Илија Лалковски бил. Ето, тој е почеток. Значи сме работеле на развивање на свест. Тоа сакам да кажа, се стигна до едно ниво и застана. Се воведе една од клучните работи, се воведе предприемништво како дел од задолжителното образование, но се застана тука. Државата го заборави тој сегмент. И втора работа, инвеститори поготово го запостави веројатно, не го заборави или го и го заборави и го запостави. Државата наместо да финансира и да стимулира, се фокусира кон други работи. Треба да го земаме примерот со Словенија и со Хрватска, но го забораваме моментот дека таму има rule of law или владење на правото. VC или venture capital фондови доаѓаат каде што има добра почва. Например, може лесно да се случи било каков куршлус како се VC фондовите заштитени во Македонија. Кој ќе ги заштити? Кога владе, бидејќи оние гледаат климата каква е, го гледаат каков е правосудниот систем и едноставно зошто би инвестирале тука? Добро, Илија, што е кога станува збор за стартап клучно? Автентичноста, идејата, приказната, или пак она што го зборува Синиша, поддршката од државата, маркетингот, развивањето, потоа нетворкингот? Така. Што е поважно? Дали е прашање на ниво на кокошката или јајцето, или знам дека мора да бидат надградени, меѓутоа тоа е коктел кој што се потребни повеќе состојки за успех на еден стартап е потребно одличен тим. Значи тимот е статистички, еве Синиша може да потврди, најклучната работа зашто еден стартап не успева, па после второстепено е алокација да прибереш капитал, значи мора тој стартап да успее да привлече инвеститори и после доаѓа трето дали има пазар за тој продукт и ред други приоритети. Јасно е дека многу млади луѓе, многу млади предприемачи правев истражување во Хрватска помеѓу стартапите, што е она што ги издвојува. У суштина да тимот е еден дел, не е продуктот да биде иновативен клучно, туку е битно да имаме sales skills. Така. Значи дистрибуција на сето тоа да се продаде. Значи помалку оригинална идеја, апсолутно. Полесно ќе се пробие ако имаме подобри маркетинг агенти и продавачи, отколку ако пооригинална идеја ни стои без следење на потрошувачите што им треба или клиентите и давање на таа услуга. Зошто во Македонија новиве генерации, јасно е дека живееме во брзо време во кое технолошките процеси се одвиваат исклучително брзо и напредно, најмногу се фокусираат младите предприемачи на секторот IT. И ти рече, Илија, дека во последниве години IT секторот беше извозно ориентиран, пред се нудејќи само услуги и сервиси, а не производи готови. Сведоци сме дека земјиве во Европа креира алатки од IT индустријата, од вештачка интелигенција, машинско учење, Skype го спомнавме, згасна, одамна е. Меѓутоа еве и на пример Bolt, на паралелна европска верзија на Uber. Значи имаше многу стартап фирми кои успеа и се продадоа во милиарди евра и долари како транспортни компании, како компании за пренос на стоки и услуги. Не е само IT фокусот. Зошто ние така некако сме? IT фокусот е најлесно да ги премостиш границите и да успееш да продаваш продукт од Македонија да продаваш во Америка, да продаваш во Јужна Америка. Затоа треба да се инвестира многу средства и со тука да успееш од Македонија, тоа е начинот. Значи дека ти можеш тој производ да го поставиш онлайн и да го продаваш насекаде во светот. Колку време треба да помине за јавноста да почне да перцепира одреден стартап како вистински бренд? Или одреден производ како бренд? Па нема, кога зборуваме за брендови, поготово стартап, до една година имаш ти простор да се разви, да го развиеш. После една година или продуктот е добар, или пропаѓа. Втората работа е кога се формира стартап, една од дефинициите за стартап е тоа дека тие се развиваат за во одреден период да бидат продадени, да се продаде на некоја поголема компанија.
И веројатно тоа е успехот подоцна средствата кои ќе се абсорбираат да се пренасочат во делот на други нови иновативни производи. Значи сите гледате го Маск, Елон Маск, колку негови бизнис има во различни сфери. Не е дека само една сфера или само еден продукт, туку во еден куп различни дејности или сектори инвестира. Ако зборуваме за поготово во стартап, до 3 години е максимум каде што ти можеш да стигнеш. Потоа веќе или растеш енормно или пропаѓаш. Тука е границата каде што една стартап компанија не може да се одржи на нивото. Или пропаѓа, или расте во енормни рамки. Дали кога би биле нескромни, би можеле Талнец веќе да си го наречете вашиот производ како бренд? Или се уште не ве перцепира јавноста, бизнис заедницата како такво нешто? Почнува да не перцепира затоа што ние сме пред 2 години основани, значи пред 2 години ни е првата презентација на лист од хартија. Идејата за Талнец, како што кажа Сивиша, во првите 3 години е клучното за еден стартап да успее. Значи после третата година очекуваме голем. Од оваа перспектива сега, кој чекор е најтежок во овие 2 години, например? И дали нешто би смениле, би направиле поинаку? Извлековте ли некоја нова лекција, нова поука од овие 2 години? Многу, затоа што од иницијалната идеја, од кога што се тргнал како ќе изгледа еден продукт, едно е на хартија, друго во пракса. Едно е на хартија, да. Значи имаме во визијата и мисијата имаме мали промени, но во самиот продукт се адаптираме на тоа пазарот што треба. Значи ја учиме индустријата. Кои се луѓето во таа индустрија што ќе користат тој продукт? Како функционираат во таа индустрија луѓето до сега? Колку се спремни да платат. Значи, тоа се голем, многу динамичен процес за да се стигне до продукт кој што ќе биде корисен и ќе се спремни компаниите да платат. Самите клубови, самите скаути. Така да еден динамичен, интересен процес. Така, рековте Силиконска долина, Балтикот во Европа се местата каде што се веројатно идните изуми каде што се креираат и она што ќе се случува во наредниот период, што сега веројатно не можеме да го замислиме. Ако погледнеме назад во оваа 3-децениска и нешто самостојност на Македонија, кој според вас е клучниот бренд што сме го создале како стартап или како нов бренд, значи не од оние големи компании што постоели претходно и кои се уште актуелни и важечки брендови во македонската економија, на столбот на македонската економија, туку зборувам за овие нови. Имаше такви одблесоци од време на време, креиравме некои така млади предприемачи кои ќе успеат. Еве, тука би го спомнал на пример Мој воздух на Горијан Јовановски, нели? Така они сега имаат нова компанија Ерскија. Креира добар бренд што вака ја не можам да кажам дека имаме сериозна компанија која во светски рамки може да се мери. Не мора во светски, во регионални. Па и регионално, не постои тоа регионално или си ориентиран поготово во оваа сфера, или светските знаат или не те знаат. Така да не може да кажам дека имаме некоја компанија која е сериозна на ова поле, бидејќи продажбата 2, 3, 5 милиони не значи ништо, поготово во тој финансиски свет. Ако зборуваме изнад 50-100 милиони, веќе тоа е нешто каде што нека компанија може да биде сериозна, да има се, значи со 5 милиони, тоа е буџет на една мал виси фонд во Словенија, да речеме. Не е тоа нешто што може да кажеме супер. Нас не изгледа као многу, но во регионални рамки тоа е премногу. Ние треба да мислиме многу големо, не да се задоволуваме со малку. Имате ли вие да спомнете некој нов создаден бренд или не би поставувам дека тука не би се надоврзале со нешто поконкретно. Добро, еве да споменеме треба да целиме кон Unicorn, ајде да речеме, компанија која што вреди милиарда. Се уште немаме таква компанија, во регионот веќе има по неколку во соседните. Еве да ги спомнеме. Хрватска има 2, Србија мислам дека нема се уште, во Словенија има 1, растат, ама тоа е затоа што тие инвестираат и знаат, веќе они имаат капиталот е од надвор и кога зборуваме за капитал, зборуваме во стотици милиони, не зборуваме за 50-20 илјади евра, бидејќи тоа е не е ни минорен, туку буквално никакви средства поврзано со стартап. Ги спомнавме неколку пати балтичките земји како успешни примери на развиени екосистеми кога станува збор за стартапите. Само како пример јас ќе наведам за да ви дадам инспирација плюс, можеби ќе ви текне нешто да се сетите и од Македонија. Естонија лидер во вештачка интелигенција во Европската унија со стартапи кои развиваат како на пример, не знам како ќе читам IO,
компанија Одржливи масла преку прецизна ферментација или Arbonix, која нуди платформи за управување со шуми и јаглеродни емисии. Во 2024 стартапите во Естонија привлекле повеќе од 420 милиони евра инвестиции со просечна инвестиција по жител од 310 евра. Имаме ли ваква статистика за Македонија? Имаме, да. Јас во моментот моето истражување поврзано што го работам на факултет е поврзано со стартап. Сериозни суми станува збор. Во Македонија, мислам дека беше за изминативе 10 години имаме околу 12 милиони евра инвестиции, кога зборуваме инвестиции од VC фондови, ама тоа се пријавени, транспарентни. Не може да зборуваме за средства кои не се пријавени и во кои некој на некого му дал. Ова се што се прави, 400 милиони, ја имам детално статистиката по години, задните 10 години, покажува дека сериозни суми сега лидер е Литванија во тој поглед на привлекување на околу 1000 стартапи. Има најголем број Nord Security. Да, најголем број на стартапи по жител има Естонија, но пак ќе кажам, сега веќе кај нив со законите, поготово со e-резиденс, они привлекуваат странци кои основаат компании таму, стартап компании. Веќе доминантно вработени се странци, не се естонци, што сега па тоа повлекува па други предизвици. Така да Македонија, ако сака нешто да направи во тој дел, би требало прво да направи законска регулатива и се нормално да биде транспарентно, бидејќи без транспарентност во финансискиот свет не може да очекуваме ние привлекување на Добро, нови. бидејќи сме при крај на емисијата, за крај би сакал совет, вие како од позиција на успешен предприемач или човек кој е на пат да стане успешен предприемач и да создаде бренд од поголеми размери, и вие како пиар специјалисти, човек кој ги истражува стартапите и начинот на брендирање, кој би бил советот за на пример младите луѓе кои не гледаат и кои би сакале да се обидат на ова поле? Дали е поважна приказната, да имаат совршена идеја, да најдат совршен тим, или пак е потребно нешто друго? Кој е советот за луѓето со таква мисија? Додека се млади, да ризикуваат што е можно повеќе. Значи, ние го основавме првиот бизнис кога бевме 22 години и да не успееш, нема што да изгубиш. Така да почнеш да градиш бизнис и патот ќе почне да те води, ќе почнеш да учиш, ќе видиш кои се предизвиците. Така да додека си млад, ризикуваш што е можно повеќе и посвети го времето на Кој е вашиот рол модел во Имате ли нешто такво? Некој од брендовиве светски? Или некој успешен предприемач кој успел така, обидувајќи се повеќе пати со неуспех, па потоа успел конечно? Значи, на почетоците Елон Маск е одличен пример за тоа како се крадат огромни бизниси и како се атрактува капитал. Се нормално се менуваат работите. Драстично. Down the road. Синиша, што би сакал да видиш во македонскиот стартап свет? Би сакал веќе прво да сватат дека неуспехот не е нешто страшно и дека тоа треба тоа е нормален дел од градењето прво на карактерот и втората работа е она што го увидов поготово кај младите и во Литванија, што им недостасува communication или presentation skills. Во насока не знаат како да го продадат бизнисот. Видов совршени бизниси, паднав во несвест колку добри бизниси да има таму, но не знаат како да го продадат. Значи не е тоа проблемот само кај нас, тука и кај нив. Кај нив е нормално да не успееш, кај нас е веќе стравот од неуспех. Едноставно треба да се разбере дека неуспехот е составен дел од секоја приказна. Или како што вели она, возот на патот до успехот застанува на многу станици кои се викаат неуспех. Прашање е каде ќе излезете од возот и каде ќе се симнете. Има повеќе компании, да не им правиме бесплатна реклама, што произлегува поготово од ПСМ инкубаторот или од ЕС инкубаторот, каде што сериозни добри компании излегува. Имаме компанија која се појави, која работеше и во Холандија. Имаме компанија која сега е која работи на американскиот пазар, така да имаме некакви приказни, но пак се тоа микро, тоа е исклучок, наместо да биде правило. Можеби ќе охрабриме макар еден гледач да почне да размислува, сме успеале во нашата мисија со оваа емисија. Илија Синиша, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да си кажем. Горан, фала ти уште еднаш за поканата. Супер муавет, се надевам се гледаме некоја следна прилика, повторно ќе ме повикаш. Секако отворени сме овде и расположени за убави разговори.